Почитуван председател, почитуван заменик министар за финансии, почитувани колешки и колеги вратеници, ќе се обидам во рамките на оваа точка на дневен ред кој што имаме прво читање Законот за буџети да дадам едно свое мислење, иако исто така го споделив во рамките на Комисијата за финансирање и буџет. Имено мотивацијата пред се доаѓа, ајде да кажам, за една порака или апел која што би сакала да споделам удека со вас, токму заради тоа што во изминатиот период, како од европските институции, нашите партнери, меѓународни организации, но и наши домашни институции, кои што ја поддржуваат работата на институциите на Република Македонија, на Собранието, излегува со бројни анализи и извештаи кои што укажуваат и констатираат дека токму младите, заедно со жените, се најранливата категорија, односно токму тие се погодени од оваа ковид криза. Имено ќе потсетам само на неколку извештаи, а тоа се извештаите на Westminster Foundation, на National Democratic Institute, потоа на Парламентарниот институт, на UN Women, на Буџетската канцеларија, на истражувањето ЗМАј. Веднаш тука се сеќавам на токму ова истражување кое што вели дека Джини индексот е пораснат. Тоа значи дека, односно е зголемен. Джини индексот значи дека нееднаквоста во распределбата на приходите, распределбата на средствата е зголемен и дека жените и најмладите во Македонија се погодени од економската криза, односно од здравствената криза, и тоа го чувствуваат економски. Член 3 од Законот за буџети вели дека ќе го почитува или дека го опфаќа принципот на родова еднаквост. Под буџетски принципи на крај е наведен. Во овој момент не би дискутирала дали тој би требал да биде меѓу првите или на последен, битно е дека е опфатен и дека се споменува принципот на родова еднаквост. Имено, посебно е важно, кога станува збор за еден ваков закон, да одржиме една јавна расправа. И знам дека постои интерес, како во Комисијата за еднакви можности, така и во Комисијата за финансирање и буџет, така и во клубот на претенички, токму за овој закон да организираме една јавна расправа, не само заради тоа што ќе успееме да го слушнеме размислувањето на најстручните, на економистите, меѓутоа ќе слушнеме размислување за еден ваков значаен закон, заради тоа што буџетот ги опфаќа и се однесува на сите граѓани, а ќе успееме да продискутираме за оваа значајна компонента родово одговорно буџетирање. Имено, UN Women и Австриската развојна агенција имаат многу убави истражувања и таму фино е вака токму од оваа говорница да се потсетиме зошто е важно да родовото одговорно буџетирање навистина конечно почнеме да го имплементираме, но како што споменувам, да го имплементираме, а не само да го имаме во законските решенија, но нека биде тоа еден прв чекор кон понатамошен развој и напредок. Имено, родовото одговорно буџетирање ќе ни овозможи пред се економско зајакнување на најранливите, во овој случај жените, но тука морам да потенцирам дека погрешна е тезата или во никој случај родово буџетирање не сме да се разбере како распределба на буџет на 50-50. Тоа е сосема погрешна перцепција на што значи родово одговорно буџетирање. Ќе ни овозможи да спроведеме заложби за родова рамноправност, со кои што ќе успееме да ги опфатиме сите документи, и тоа не само националните, туку и регионалните и глобалните политики. Заедно со колешката Лолита и со колешката Арта навистина учествувавме на еден многу убав семинар кој што се
спроведе во соработка со Националниот демократски институт и со Домот за партнерство и демократија на Соединетите Американски држави. Имавме чест да учествуваме на овие обуки и една од пораките или едно од разбирањата кои што произлезе токму од овие семинари беше дека впрочем креирањето на буџетот и начинот на кој што се владата ги опфаќа политиките е впрочем сликата на една држава и приоритетите на владата. Тие отсликуваат како владата гледа на политиките и кои се нејзини приоритети. Со родово одговорно буџетирање ќе успееме да ги поттикнеме вложувањата во човечкиот развој, а при тоа ќе ги земеме во предвид постојаните нерамноправности помеѓу мажите и жените. Ќе создадеме простор за да носиме одлуки каде ќе бидат вклучени сите засегнати страни, затоа се надевам дека токму овој закон ќе успееме да одржиме јавна расправа, со што ќе се обрне внимание врз потребите како на жените, така на мажите, но пред се на најранливите групи на граѓани во Македонија. Затоа сметам дека е значајно конечно посериозно да пристапиме кон вакво родово одговорно буџетирање. Значајно е за ваков значаен закон за буџети да ја вклучиме широката јавност, сите засегнати страни и на вистина да покажеме еден чекор напред кога станува збор за еден ваков закон и едни вакви политики. Ви благодарам многу.